Градоначалникот на општина Газибаба Тони Трајковски оствари работна средба со заедницата на црногорци во Македонија. Целта на средбата беше иницијатива за збратимување на општина Газибаба со општина Бар од Република Црна Гора и на основното училиште Njegош со основното училиште Блажо Јовков Орландич од Бар. Ова е првата вест за денешното издание на Урбаните вести. Следуваат и останатите содржини. Останете со нас. Одржани финалните надпревари на училишните спортски лиги во општина Ѓорче Петров. Државните спортски училишни игри од 16 до 18 мај. Одбележан светскиот месец за подигнување на свеста кај населението за меланом. Филмот Деца на сонцето на режисерот Антонио Митрикевски ќе започне да се снима во јуни во Преспа. Се одржаа завршните турнири на спортските училишни лиги во општина Ѓорче Петров. Учениците се надпреваруваа во мал и голем фудбал, кошарка, одбојка, пинг-понг, тенис, шах и други помали спортови. За прво место во мал фудбал се бореа учениците од основното училиште Јоаким Крчовски и основното училиште Страшо Пинџур. Ивана Митковска. Пета година поред со подршка на општината Ѓорче Петров се одржаа завршните турнири на спортските училишни лиги во неколку спортски дисциплини. За прво место во мал фудбал се бореа учениците од основното училиште Јоаким Крчовски и основното училиште Страшо Пинџур, каде до последен момент битката беше неизвестна со 2:2. Но поголема среќа имаа учениците од основното училиште Страшо Пинџур, кои успеа да извојуваат победа на пенали. Пехарот за трето место во мал фудбал отиде во рацете на учениците од Мирче Ацев, кои извојуваат заслужена победа над учениците од основното училиште Димитар Поп Ѓоргиев Беровски со 5:2. За најдобар играч на завршните спортски надпревари беше прогласен Самоил Таневски од основното училиште Страшо Пинџур, а пехарот му беше доделен од страна на Лука Поповски, раководител на одделот за спорт во општината Ѓорче Петров, додека пехарот за најдобро училиште го додели лично градоначалникот на општината господинот Сокол Митровски. Општината Ѓорче Петров веќе ова е традиционална пета година поред која ги поддржува овие манифестации, тоест лиги. Не е само во мал фудбал, имаме и голем фудбал, имаме на почеток имавме ракомет, сега нема во женска конкуренција, сега имаме одбојка, имаме кошарка и имаме пинг-понг, тенис, шах и други помали спорти, што значи околу 7-8 спорта во секоја екипа или да ги наречеме поодвоено по спортови учество зафаќаат негдека по 110, значи отприлика се работи највише ради изголемување на масовноста на учениците и да се останат подалеку од улица, да ги прибериме децата во сала и мотото знаете наше како здраво тело, здрав дух. Традиционално, како и секоја година, прво беа одиграни полуфиналните, а денес се одиграа финалните надпревари во мал и голем фудбал, кошарка, одбојка, пинг-понг, тенис, шах и други помали спортови, во кои учество земаа учениците од сите основни училишта на територијата на општината Ѓорче Петров. Државните спортски училишни игри годинава ќе се одржат во општина Аеродром од 16 до 18 мај. Ќе учествуваат околу 900 ученици кои ќе се надпреваруваат во фудбал, кошарка, ракомет, одбојка, футсал, атлетика и во промотивните спортови бадминтон и велосипедизам. Томислав Атанасовски. Државните спортски училишни игри ќе се одржат од 16 до 18 мај. Домаќин на игрите ќе биде општина Аеродром, која важи за најспортска општина во државата и на најдобар можен начин ги исполнува инфраструктурните услови за одржување на една ваква манифестација. На овогодинешните државни спортски училишни игри ќе учествуваат околу 900 ученици кои претходно ги минале потребните филтри за квалификација на оваа завршна манифестација и ќе се надпреваруваат во фудбал, кошарка, одбојка, ракомет, футсал, атлетика и во промотивните спортови бадминтон и велосипедизам. Згрижувањето на децата што ќе учествуваат од цела Македонија годинава ја организира општина Аеродром и незиниот општински сојуз за училишен спорт со поддршка на Федерацијата на училишен спорт на Македонија под покровителство на владата на Република Македонија, Министерството за образование и наука и Агенцијата за млади и спорт, како и велосипедската и бадминтон Федерацијата на Македонија. На тој начин, покрај спортскиот карактер, учениците ќе имаат можност да се дружат, да се забавуваат и подобро да се запознаат. Во поглед на инфраструктура, Аеродром е една од општините во која што може слободно да се каже дека има најголем број на спортски игралишта. И од тие причини, јас сум задоволен што токму во нашата општина се
организираат овие спортски игри. Се надевам дека на крајот на овие спортски игри ќе можеме да забележиме голем број на млади, талентирани дечиња кои што својата иднина токму тука ќе ја градат, од делот на спортот, ќе растат во силни индивидуи и јас се надевам дека од нив ќе произлезат идни репрезентативци и идни освојувачи на медали за Република Македонија. Во непарните години се одржуваат овие игри за основните училишта, а во парните години за средните училишта. На секој 2 години имаме една најмасовна спортска манифестација во училишниот спорт, па и понекогаш сме секогаш во рамките на целокупниот спорт најмасовно организирани. Така да оваа поддршка што ја имаме од државата, преку владата, преку Министерството за образование, преку Агенцијата за млади и спорт, навистина се гледа дека училишниот спорт е во подем. Во моментов има 53 регистрирани спортски училишни клубови, 13 во средните и 40 во основните училишта. Надпреварите ќе се играат во спортските центри и спортските сали на основните училишта во општина Аеродром и град Скопје, а за најдобрите екипи и поединци ќе се доделат награди и признанија. Држаните спортски игри, кои оваа година се одржуваат по 8 пат, се организираат на секои 2 години во различни градови во државата. Градоначалникот на општина Петровец Борче Митевски денеска во просториите на општината ја пречека делегацијата од Здружената оперативна команда од Куманово. Градоначалникот имаше средба со господинот Методија Величковски, бригаден генерал на Здружената оперативна команда, со кого разговараа за проектите кои се реализираат во општина Петровец, како и редовната соработка на локалната власт со армијата на Република Македонија. Целта на денешната посета беше проширување и продолжување на досегашната соработка на општина Петровец со АРМ и Здружената оперативна команда. Тие најавија дека и во иднина ќе соработуваат на повеќе полиња и дека досегашната соработка ќе биде успешна и во наредниот период. Здруженијето за борба против рак Борка за секој нов ден за прв пат го одбележа месец мај. Светскиот месец за подигнување на свеста кај населението за меланомот во соработка со Универзитетската клиника за пластична и реконструктивна хирургија. Денеска беше најавено започнување на проект кој е предвидено да трае 3 години. Андријана Димитриевска. Здруженијето за борба против рак Борка за секој нов ден за прв пат го одбележа месец мај светски месец за подигнување на свеста на населението за меланомот, рак на кожа, кој за жал станува секојдневие на денешницата. По тој повод Борка за секој нов ден заедно со ЈЗУ Универзитетската клиника за пластична и реконструктивна хирургија со поддршка од Македонската асоциација на пластични, реконструктивни и естетски хирурзи организира округла маса на која што беше најавена подготовката за изработка на национален акционен план за лекување и терапија на меланомот. Овој проект предвидено е да трае 3 години. Активностите ќе се одвиваат во 6 фази и во секоја од овие фази ќе бидат вклучени релевантните институции кои работат на оваа тема, а Здруженијето Борка континуирано ќе ја следи и поддржува реализацијата на проектот на сите фази. Професор доктор Смилја Туџарова Ѓоргова изјави дека основната цел за овој проект е да се размислува за нови вакцини и моноклонални антитела кои би ги намалиле метастазите кај пациентите со меланом и сето ова да биде пратено со мала токсичност и безбедност за пациентите. Вообичаено се прашува што е тоа меланом, дали е тоа рак или не. Да, тоа е рак, мошна опасна болест. Дали е тоа рак на кожа? Одговорот е да и не, затоа што тоа е продукција на меланоцити кои што и нормално ги има во ткивото, меѓутоа поради различни фактори, меѓу кои што се дразби, секако сончевото зрачење кое што во последните години предизвикува оштетување на кожата е еден од битните фактори. Дали е тоа наследна болест или не, тоа ќе ни даде одговор овој проект, бидејќи ќе се работи испитување на молекуларно и генетско ниво да се утврди дали организмот, нормално знаеме дека има клетки кои што се дефектни и организмот самиот се бори преку механизмот на апоптоза, ги уништува тие клетки. Меѓутоа кај ракот и кај малигниот меланом не доаѓа до уништување на тие дефектни клетки, туку напротив до нивно бујање, размножување и секако дека
цитохемотерапијата представува средство кое што не ги нарушува ово бујање на малигни клетки. Исто така на пресконференцијата беше промовиран едукативниот водич за меланом, изработен и достапен на прифатлив јазик за нашиот народ, кој содржи информации за ризик факторите и превенцијата, симптомите, начинот на преглед и самопреглед, дијагнозата и третманот за лекување. Во средината на јуни на Преспанското езеро ќе започне снимањето на новиот игран филм Деца на сонцето на режисерот Антонио Митрикески. Филмот ќе биде прототип на една македонска и балканска фамилија и ќе опфати семени релации кои се универзални во светот. Во 36 работни дена во Преспанскиот регион, 4 дена во Битола, остатокот во Скопје и можеби на локации во Црнагора. Во средината на јуни ќе започне снимањето на долгометражниот игран филм Деца на сонцето на режисерот Антонио Митрикески по сценарио на балканскиот автор Гордан Михич. Копродукција со Србија и Црнагора, а македонски продукции се Хоризонт филм и Револушн продукција. Филмот е љубовна приказна во која главни ликови се Ангела и Марко, а нив ќе ги играат Кире Ѓуревски, кој дипломирал во Бугарија, и Ивана Павлаковиќ, студентка на Факултетот за драмски уметности. И филмот ќе биде прототип на една македонска и балканска фамилија и ќе опфати семени релации кои се универзални во светот. Ќе снимаме најголем дел од филмот, ќе го снимаме околу езерото, Преспанското езеро. На овој филм повеќе обрнувам внимание на публиката. Значи, разговарам многу повеќе со глумците, комуницирам со нив, ги прифаќам нивните идеи, го менувам сценариото, го менувам диалогот, да им легне. Сакам да комуницира овој филм многу повеќе со публиката. Автор на музиката за филмот е Владко Стефановски, кој првпат ќе има и епизодна улога на филм и ќе го игра човекот со гитарата. Во копродукција можеби ќе влезат и Словенија, Хрватска и Бугарија, за што се уште има преговори. Митрикески спомена и дека е напорно за овдешните режисери да договорат копродукции поради многу административни чекори и документација, и тоа била најголемата причина што чекал 10 години за снимање нов филм. Во план е премиерата да биде на крајот од годинава на некој поголем фестивал. Ова е трети игран филм на Митрикески по Преку езерото од 1997 година и Како лош сон од 2003 година. Последниот прилог, информирајте се за дел од културно-забавните случувања вечерва во Скопје. Во музеот на град Скопје вечерва се отвора изложба на фотографии 78 спомени од албумот на еден пријател на Скопје, која е донација од Лучано Алиеви од Италија за музеј на град Скопје по повод 50 години од катастрофалниот земјотрес во Скопје. Изложбата ќе биде збогатена со едукативни содржини на тема катастрофален земјотрес и ќе трае до 29 мај. Од 20 часот во културно-информативниот центар Салон 1919 се одржува концерт на саксофонистот Живко Чиртовски и пијанистката Марија Врашкова во рамки на циклусот Доаѓаме. Во кинотека на Македонија од 20 часот се прикажува проекцијата на филмот Пијанистка на режисерот Дени Деркур во рамки на францускиот киноклуб што го организираат Францускиот институт и Кинотека на Македонија. Представата Солонски патрдии од Миле Поповски во режија на Кола Ангеловски се изведува вечерва од 20 часот во Драмскиот театар. Во рамките на денови на Јустинијан I вечерва од 20 часот во МКЦ ќе биде представена книгата Антологија на божествената литургија, прв том на Игор Зироевич. Еве што ќе гледате понатаму во вестите. Спорт. Тимовите на Мајами и Мемфис победоа со 3:1 во победи против Чикаго и Оклахома. Актуел, Кира Најтли ја замени Ин Хатвеј во новата драма. Тимовите на Мајами и Мемфис победоа со 3:1 во победи против Чикаго и Оклахома и се на чекор до пласман во конференциските финалиња. Спортските вести ги гледате веднаш по рекламите.